минатата седница поставив едно многу симплифицирано и директно прашање за двата основни параметри што ги засегаат сите и граѓаните и стопанството. И беше така истрошено да практично може да се одговори со дали не. Бидејќи имавме расправа за ребалансот во релативно скоро време пред поставеното прашање, предпоставувавме дека проекциите треба да држи владата, верувајќи во нивниот капацитет, во ветувањата на министерот и на целиот тим на владата, и затоа прашавме дали стоите се уште на проекциите за предвидениот, односно проектиран раст и инфлација кој што и велевте на ребалансот за буџетот. Добивме одговор каде што вели во двата сегмента. Во првиот сегмент податоците од досегашниот период од годината представуваат основа очекуваниот раст да биде остварлив до крајот на годината, што е во најмала рака дискутабилно, бидејќи нема релевантен фактор кој што го потврдува истото. Пазете, они во дискусијата за ребалансот тврдеа дека имаат очекуван раст од 4,6, но ете биле скромни и биле реални, па предвиделе 3,2. ММФ, ако гледате сега, вели во оптимистична варијанта 2,7. И не го велат тоа напразно, ниту пак на симпатија или не симпатија, бидејќи знаат дека дефицитот не е катастрофален, дека стапката на раст на реалната просечна плата 5 месеци поред паѓа, граѓаните живеат полошо, земаат реално помалку средства, но затоа плаќаат повисоки цени. Дефицитот јануар-август 2021 1,7 милиарди евра, што е и така лош податок за лоша состојба во лоша година. Јануари-август 2022 2,5 милиарди. И ние се прашуваме каде се движиме. Нема да ја спомнуваме покривноста на увоз-извоз и некои слични показатели, бидејќи состојбата станува се полоша. Како што рековме, примањата и условите за живот на граѓаните се помали, но затоа трошоците за живот, ако гледаме од Државниот завод за статистика, се полоши. Да не опфаќаме и делот, нема да ги читам, немам време сега, но се веќе фрапантни, а можеме да се соочиме секојдневно и јас, и вие, и граѓаните кои ќе влезат со првиот чекор во маркетот. За инфлацијата во делот на одговорот е многу нејасен, но очигледно дека и таму ќе потврлат, и таму ќе имаме многу поголема инфлација од колку што беше очекувано ако ги имаме предвид овие работи. И затоа не сум задоволен од одговорот, но нема да поставам дополнително прашање што мислев дали ќе поднесе оставка доколку проекциите не се остварат, туку ќе очекувам оставката откако ќе имаме лоши проекции, односно лоши резултати на крајот од перспективниот. Ви благодарам. Го молам пратеникот Фадил Зендели да